Историјата на Македонија. Историјата на Македонија е долга, комплексна и може да се следи најмалку од 7 века пред новата ера до денес. Македонија има богата историја на култура, наука, уметност и политика. Во античко време Македонија била дом на големиот македонски крал Александар Македонски, кој владеел од 336 до 323 година пред новата ера. Александар Македонски ја проширил Македонската империја до Индија, Египет и Месопотамија, а неговото владење ја обележало македонската култура и јазик. Во 14 век Македонија паднала под османлиско владење и била дел од Отоманската империја за следните 500 години. Во овој период Македонија не се променила премногу во смисла на култура, јазик и верска припадност, поради мешањето на големите сили. Турското владење завршило во 1912 година со Втората Балканска војна, кога Македонија била приклучена кон Кралството Србија. Во текот на 20 век Македонија била дел од различни политички субјекти како што е Кралството Југославија, СФРЈ и независна држава од 1991 година. Во текот на 1990-тите Македонија се соочи со тешки предизвици, како што е внатрешниот конфликт, протестите и политичката нестабилност. Денес Македонија е република со парламентарна демократија и мултикултурен идентитет со значајни предизвици во областа на економијата, социјалната стабилност и преговарањето за пристап до Европската унија. Во текот на 21 век Македонија имала значаен напредок во многу области. Привредата на земјата се развива и се отвараат нови работни места, а се прават и инвестиции во инфраструктура, како што е магистралата Е75 и други патни комуникацијски врски. Исто така, Македонија има богата култура и наследство и се фокусира на развој на туризмот како клучен сектор за економскиот раст. Во политички аспект, Македонија имаше неколку важни пресметки во последните години. Една од тие пресметки беше подпишувањето на договорот за името со Грција, кој заврши по повеќе од 25 години спор за името, и за таа пресметка многу македонци сметаат дека македонските политичари го продадоа името и историјата. Сепак земјата има предизвици во областа на владењето на законот, корупцијата, социјалната стабилност и одржување на добри односи со соседните земји. Македонија има силна млада генерација со таленти и потенцијал да го формира исходот на земјата во наредните децении. Сепак предизвиците се големи за да се постигне понатамошен напредок. Македонија мора да продолжи со негување на македонските идеи и обичаи во различни области, како и со развивање на демократската култура, институции и владење на законот. Некои од предизвиците со кои Македонија се соочува вклучуваат привлекување на инострана инвестиција. Македонија има потенцијал да развие, да ја диверсификува својата привреда, но сепак се соочува со предизвикот на привлекување на странски инвестиции, особено во контекстот на конкуренција со други земји во регионот. Развивање на здравствена заштита. Македонија има социјална заштита за своите граѓани, но здравствената заштита се соочува со многу предизвици, вклучувајќи лошо управување, недостиг на ресурси и медицински кадар, како и неравенство во пристапот до здравствената заштита. Подобрување на квалитетот на образованието. Иако Македонија има образовен систем, многу млади луѓе се соочуваат со тешкотии во пристапот до образованието и представувањето на универзитетското образование. Потребно е да се направат промени за подобрување на квалитетот на образованието и пристап до него. Исправување на политичките институции. За да може да се гарантира стабилност и демократија, Македонија мора да направи промени во политичките институции. Треба да се исправат проблеми како корупција, владење на законот и судството, како и политичката стабилност на владината коалиција. И секој кој се огрешил пред законот треба да одговара. Развој на туризмот. Македонија има богато културно и природно наследство, но потребно е да се направат дополнителни инвестиции за да се развие туризмот како клучен сектор на економски раст и развој на земјата. Овие и други предизвици се пред Македонија во наредните години. Зошто секогаш соседните земји на Македонија и прават проблем околу името, историјата и јазикот? Проблемот околу името, историјата и јазикот на Македонија е комплексен и се врти околу повеќе фактори.
Еден од најголемите проблеми е тоа што дел од политичарите го доведуваат во прашање идентитетот на народот и државата. Соседните земји имаат своји различни интереси во оваа проблематика. Например, Грција се спротивставува на употребата на името Македонија за нашата држава, бидејќи смета дека тоа може да ја поткопа нивната ексклузивна историска творба за Македонија, како дел од нивната култура и национален идентитет. Србија и Бугарија пак имаат своји забележја за историски и културни врски меѓу Македонија и нивните земји, како и за употреба на македонскиот јазик. Сите овие прашања и контраверзии нараснуваат од историски и политички промени што се случија во овој регион во минатото и влијаат на односите меѓу земјите. Во текот на последните години имаше одредени напредоци во решавање на овие проблеми, но уште има многу работа која треба да се направи. Во моментов Македонија има благо речено пријателски односи со соседните земји и работи на различни начини за да го промовира својот идентитет, култура и јазик. Дали Александар Македонски и неговата фамилија биле македонци? Вистинската етничка припадност на Александар Македонски и неговата фамилија е сосема јасна, со многу сведоштва кои се прецизни и неоспорени за интерпретација. Иако Македонското царство што го создал македонскиот крал Филип II било локализирано во областа што денес се вика Македонија и сигурно дека тоа значи дека Филип II, Александар Македонски и нивните современици имаат совршено идентична етничка и културна припадност, како што се вика денес Македонија и македонци. Сепак многу луѓе, покрај толку многу докази од историјата и факти, упорно негираат нешто што е видливо и може да се заклучи дека Александар Македонски, неговата фамилија и нивните современици ги споделувале истите елементи на култура и јазик, кои се развивале во македонската култура од тој период до денес. Важно е да се забележи дека спрема Македонија соседните земји имаат своји претензии околу историјата и името, што има голема улога во споровите помеѓу нив. Македонија од време имала проблеми со внатрешни непријатели и политичарите. Како и во секоја друга држава, така и во Македонија се јавуваат проблеми со внатрешните непријатели и политичарите. Во последните години забележани се бројни политички и економски скандали, како и слични распрострирање на корупција во владините институции. Исто така, Македонија се соочува со социјално-економски проблеми, како што се невработеноста и емиграцијата на млади луѓе. Но како што е случај во секоја демократска држава, се појавуваат различни политички идеи и интереси што може да предизвикаат внатрешни спорови и непријателства. Важно е да постојат институции и механизми за решавање на овие проблеми, за да се осигура стабилност и демократија во Македонија. Но во Македонија тоа останува голем проблем поради некои политичари кои се желни за моќ и контрола над обичниот народ. Доколку ви се допадна видеото, ставете subscribe или претплати се, кој е потполно бесплатно. Оставете еден лайк или пишете во коментар, доколку сакате видео на некоја тема. За вас може ништо не значи, а за каналот значи многу и би ми било драго да го прочитам и вашиот коментар. Ви благодарам за вашето одвоено време.